Духот во современата епоха се карактеризира со оценување на мислите, намерите, духовните ориентации, животните сили, начинот на однесување, личната и општа култура. Како најрадикален духовен критичар се појавува Фридрих Ниче. Фридрих Ниче, роден 1844 година, живеел до 1900-та, најконтравезна личност со импулсивен карактер, роден во протестантско свештеничко семејство. Прво студирал теологија, а потоа класична филологија. Кратко бил професор по класична филологија на Универзитетот во Базел. Неговиот живот бил трагичен, иако страстно го сакал. Творештвото на Ниче имало 3 периода, и тоа. Во првиот бил под влијание на Шопенхауер, ја истражувал антиката и бил посветен на уметноста. Во вториот се занимавал со науката и со сознанието на вистината. Во третиот бил насочен антихристијански, заратустрички период, кога се навраќа на големите извори на светската мисла. Неговите најпознати дела се Така говореше Заратустра, Од онаа страна на доброто и злото, Генеалогија на моралот, Антихрист, Еце Хомо, Волја за моќ. Ниче во своите дела ја критикува модерната западноевропска цивилизација, малограѓанштината, догматизмот, робувањето на авторитети. Вистинска филозофија за Ниче била она од предсократовскиот период, бидејќи постоело единство меѓу културата и животот. Модерната европска култура е нихилистичка, затоа што вредностите немаат смисла, бидејќи се во спротивност со реалниот живот. Најголемиот неморал за Ниче е борбата на моралот против инстинктите на животот. Ниче бара превреднување на сите вредности, инсистирање на волјата за моќ, како вистинска реалност, бидејќи тоа е самиот живот. Мерилото за вредност е потврдување на волјата за моќ, појавата на исклучителни луѓе со силна волја. Потребна е појава на надчовекот, а тоа е слободна личност која има животна енергија, духовна сила да твори и создава, смела, која не подлегнува на никакви правила, освен оние која самата се ги поставува. Од аспект на постојниот морал, надчовекот прави зло, ги отфрла наметнатите вредности, тој е надвор од доброто и злото, и морализам. Со гнасење гледа на луѓето со слаба волја за моќ, кои проповедаат морална еднаквост, демократија и социјализам.